Еве назад во живо од ова отворено студио 1 наша следна гостинка Розета Трајан, генерален секретар на Антикорупцијска. Добре дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Ти од мене. Пред се ќе разговараме секако за сите оние отворени прашања со Антикорупцијска и новиот закон кој што всушност треба да се донесе. Меѓутоа, ајде она што веројатно сите ги интересира. Неполна година Антикорупцијска функционира без членови или пак само со двајца? Колку е тоа ризик за државата и што всушност прават тие двајца членови? Добро би прашањето и мислам дека голем дел од медиумите ваки ја согледуваат работата на Антикорупцијска, односно дека Антикорупцијска нема, не постои, не функционира. И вие сте можеби прв новинар кој што ме праша што прават двајцата останови членови. Па двајцата останови членови на комисијата не доаѓаат на седници затоа што седници не се држат и буквално имаат еден одмор, а сепак од година дена. А што се однесува до секретаријатот и сите мои колеги кои што сме вработени во Државната комисија за спречување на корупција, слободно можам да кажам, ние доаѓаме секојдневно на работа и техничката, стручната, административната работа што е во наша надлежност ја реализираме и ја исполнуваме. Верувајте, не е нималку лесно да бидете оставени повеќе од 10 месеци сами како институција и постојано да слушате дека е нефункционална, не работите, од друга страна да ги слушате политичарите кои што само декларативно зборуваат за тоа дека има политичка волја, што побрзо да се формира ова тело. Од друга страна имате законска регулатива која што има голем број на недоречености и недоследности. Кои што сега треба да се исправаат. Да се исправаат, а во овие 10 месеци треба буквално да бидете магионичар за да може да овозможите непречено ова институција да функционира, бидејќи да не заборавиме, институциите не се само избраните именуваните лица, самата институција и администрацијата во неа. Не би постакала на ниедна институција да и се случи ова што нас не се случи, толку долго временски период да бидеме оставени сами на себе, но сепак сум оптимист и верувам во тоа дека овие 10 месеци на крај ќе резултираат со сосема солидно законско решение и сите проблеми кои што низ годините, значи од 2002, тоест 2003, од кога е формирана оваа комисија, на еден начин ќе се подобрат во една друга насока, односно во насока на сите препораки кои што ни ги бара Европската унија, но и меѓународните стандарди. Розита, кога сме околу ова, споменавте, да, тешко е, јавноста постојано Антикорупцијската комисија намета, особено последниот период. Ги споменавте политичарите. Се добива заклучок, малку ретроградно гледано, односно наназад месеци, кога се случија оставките нели на членовите на Антикорупцијската комисија, некако и политичарите, па и пратениците беа најгласни да потребно е нов закон. 10 месеци еве сме повторно тука, зборуваме за истите проблеми од претходно. И оно што го спомена Чаловски, денеска требаше да се најде исто така предлог законот за антикорупцијска на собраниска седница, но актуелни се случувањата со уставната комисија. Малку подолу и уставните измени, се извинувам, ќе ги разглобиме ставовите на пратениците што се тврдат од ваше видување од ВМРО ДПМН и од власта. Меѓутоа, според вас, конкретно, што е потребно освен овие секако поадекватни предлог законски измени, што е потребно за конечно да добиеме функционална и транспарентна антикорупцијска комисија? Не знам дали до сега никогаш би укажал на фактот дека во 2016 година Државната комисија за спречување на корупција заврши проект, твининг проект во рамки на ИПА-та, под покровителство на Европската унија, во кој што цел твининг проект од 1.300.000 евра во вредност беше за подобрување на антикорупцијското законодавство. Ние како институција, како превентивно тело, веќе имаме од европски експерти препораки како законот треба да биде донесен. Ако се навратиме наназад во 2018, кога беа поднесени оставките, исправен беше ставот дека треба да идеме со ново законско решение кое е многу подобро и во суштина работната група, значи основа база беа препораките кои што ги веќе имавме со твининг проектот. Меѓутоа, знаете, како секоја работа која што ќе започне од добра идеја до завршницата, тоа е малку различно. Факт е дека многу е подобро да имаме антикорупцијска и членови во антикорупцијска кои што ќе бидат избрани согласно новите критериуми и новиот закон. Бидејќи
тогаш во вода би не паднале сите овие 10 месеци, бидејќи го очекуваме новото законско решение. Но и да гледаме и чекар понапред. Тоа законско решение нуди солидна рамка, меѓутоа се уште има простор за сериозно подобрување на истиот текст, но и на надлежностите. Знаете, ако само слушате од преку експертите, преку аналитичарите, преку невладините организации, колку антикорупцијска не чинело, тоа нас на сите не е јасно. Дури на нас вработените во оваа институција. Едно нешто треба на сите да не биде јасно. Дека оваа институција, нашата држава, има превземено меѓународна обврска да мора да има превентивно тело. Ако 10 месеци антикорупцијска, а и во минатото не продуцира резултати, тоа е сериозен недостаток и пропуст на една земја која што се стреми да биде членка на Европската унија. Ако во јуни месец ќе се преслушаме до каде сме на патот во борбата во корупција, несериозно е се уште да зборуваме за избор на членови на антикорупцијска по стар закон и да биде дневно политиканство избор на членови или амандмани на новиот закон. Или како да се носи новиот претседател, да. Апсолутно. Видете, нема ни едно законско решение кое што е совршено. Дури по стариот закон да имавме членови со интегритет, луѓе кои што беа гласни, кои што беа одговорни и честни, ќе имавме многу повеќе резултати на во борбата со корупција отколку сега. Значи, законите во Република Македонија секогаш им е проблем имплементацијата, а не тоа што ти регулираат. Новото законско решение, значи во однос на делот на изборот на членови е сосема солидно. И тука се инкорпорирани сите меѓународни препораки и тоа е за поздравување. Меѓутоа има еден друг аспект, каде што се велиме се прошируваат надлежностите на антикорупцијска. Тоа е така. Меѓутоа да не заборавиме, еден закон мора да биде усогласен со друг закон. И во делот на финансирање на политички партии, особено фама се крена, јас ќе им кажам на јавноста и на сите експерти од оваа област знаат, антикорупцијски достига можеше да ги контролира политичките партии. Зошто тоа не го правеше на нас сите ни е познато. Значи, влијанието на политичките елити во антикорупцијска низ годините си го направила своето. Меѓутоа, еден е моментот кога треба да пресечете и од сега па натаму да се стремите да тоа го надминете. Не е добро во ова предлог решение да антикорупцијска прави посебен план која политичка партија ќе ја контролира. Да зарај главната институција, тој и Греко во третиот круг на препорака ни вели, но адхок контрола во секој момент може да прави комисијата. Тоа зависи од тоа кој ќе биде во антикорупцијска. Дали сепак повторно ќе бидат згрижени некои партиски кадри или ќе станува збор за експерти. Од моето досегашно искуство во антикорупцијска и пред се како човек кој што е дел од администрацијата, наодговорно тврдам дека во мојот секретаријат, но и колеги кои што се експерти, што се во невладини организации, исто така и активисти граѓански, имаат совршено добро познавање на оваа тема и убедена сум дека тие би можеле да дадат адекватен придонес во нашата институција. Да оставиме времето да покаже, жално е да антикорупцијска се сведе само на една дневна политичка тема за припакување на политичките партии. Политиката не треба да биде антикорупцијска. Веројатно, токму за сите препукувања кога се однесува на новиот закон, односно на измените, овде требаше да седнат и барем представници на тие политички партии, на кои што местото и не име да ги имаат тие некои соодветни барања, особено на начин на кој што би им одговарале на нив. Затоа нема ни да ве терам да го толкувате тој дел од законот, односно каде се разидуваат политичките партии. Меѓутоа, како модел што треба да содржи овој закон, бидејќи нејасни се партиските препукувања? Државната комисија за спречување на корупција во системот на борба со корупција во Република Македонија има превентивна улога. Тоа што значи? Државната комисија за спречување на корупција е таа која што ќе ја превенира корупцијата. Е таа која што треба да им помага на сите избрани именувани лица да се справуваат со сите состојби на потенцијален, можен, видлив, скриен судир на интерес. Државната комисија за спречување на корупција е таа која што треба да ја следи имотната состојба, зголемувањето на имотната состојба или намалувањето на секој избрано именувано лице во време додека тоа е функционер, но и по престанокот. Само ќе ви кажам еден факт. Во изборите секогаш нели имаме смена на
дали на власта, на функционерите. Тогаш во антикорупцијска ние имаме најголем оперативен, да кажеме, проблем во смисла на ажурирање на сите податоци. Сега во оваа ситуација кога сте без комисија, вие не може ни да контролирате што прават и претходните функционери, но исто така не контролирате што прават и сегашните функционери. Да, реално политичарите годинава се спасија од... Се спасија, исто правото така... прашање, кој ги контролира функционерите? За жал, телото кој што треба да биде на нивото на задачата, во овој момент е обезглавено и повеќе од потребно е час поскоро да оваа ситуација се надмине. Исто така, во делот на финансирање на политички партии, Државната комисија треба да има особено проактивна улога, но исто така и во креирањето на новите закони треба да даде свој придонес во антикорупцијската проверка на легислативата, но исто така секојдневно да работи на градење на институционалниот интегритет, но интегритетот на секој избрано именувано лице. Кога сме кај интегритетот, еве според вас, смитате ли дека и дали во догледно време би можело да се врати довербата во антикорупцијската после оној голем скандал? Само тоа зависи од персоналните решенија, тоа зависи од луѓето кои што ќе не бидат наши членови во комисијата. Од ништо друго. Интегритетот го имате или го немате. Кога работите, треба да бидете спремен дека треба да се носите со сите предизвици. Работата во антикорупцијска не е нималку едноставно, нималку лесно, иако тоа така можеби и делува дека е супер да бидете во комисија, да имате некаков статус на некаков вип во општеството. Не. Интегритетот се покажува на тоа што вие нема да подриднете на притисоци, ќе бидете доследен на секоја ваша поставка, но и на секој ваш чекор кој што ќе го превземете. Секако дека имаме луѓе со интегритет. Само знаете, нашето општество е толку контаминирано од негативни дејанија и атмосфера да, верувајте, тие правите професионалци не секогаш може да излезат на површина. Но јас сепак сум оптимист и верувам и затоа сите овие 10 месеци, секаде каде што сум можела, мојот глас како представник на моите евработини, на моите колеги, на сите тие кои што се стручна јавност и се дел од нашата фила кои што се занимаваат со борбата со корупција, го пренесувам гласот дека се уште има спремни луѓе кои што веруваат во оваа идеја и не само што веруваат, ма котрпно низ годините работиле и тоа што политиката го направила своето не обесхрабрува да продолжиме наназад. Иако секојдневно слушаме негативни вести и не толку пријатни информации во однос на тоа што и каде до антикорупцијска, сметам дека политичарите немаат веќе ни избор за тоа дали тоа е приоритет на нивната политичка агенда, едноставно антикорупцијски закон мора да се донесе. Господин Трајан, има ли центри на кои што не им одговара, на кои што всушност им одговара на нефункционална антикорупција? Мојот личен став е дека секогаш и на власт и на опозицијата не одговара да има силна антикорупцијска комисија. Па, со оглед на тоа што 10 месеци се препукуваат и пратениците во однос на предлог законот, да, отворено останува прашање. Меѓутоа, ајде да ја анимираме малку јавноста, односно гледачите, барем со еден гледач доколку е се уште на линија, верувам интересот е голем. Добар ден, односно веќе добро вечер, повелате. Добро вечер. Повелате. Добро вечер. Се уште сум на линија и имам неколку прашања за гостинката. Прво, како може да биде толку голем оптимист кога 10 месеци нема антикорупцијска? Второ, цело време се обидува да побегне од канџите на политика, па да ја прашам кога е вработена во антикорупцијска? Да. И трето, медиумите деновиве се поеќе пишуваат за одредени сделки на владини функционери, пратеници, одма ќе кажам, за Макрадули сопругата и за брат на Крстомуковски. И сега ние слушаме овдека проповеди во стилот на... Разговараме за тоа каква треба да биде, господине. Молам? Разговараме за тоа каква треба да биде. Па не може сепак немаме политички представници. А 10 месеци нема антикорупцијска. И кажува дека се плаши и позиција и опозиција. Од кого? Од село без кучиња? Во ред. Во интерес на времето ви благодариме за вашето јавување и поставените прашања. Резита. Вака, во однос на гледачот, јас сакам да му се заблагодарам на прашањата и разбирам ставот, загриженоста и начинот на кој што он ги постави.
И јас да бидам на негово место, од другата страна на нештата, можеби јас така би изреагирала и би поставила. Едно нешто ќе кажам. Мојот оптимизам сега се темели на тоа што јас секојдневно во институцијата, но и во сите институции, значи со сите меѓународни партнери, сме јасни кон тоа дека ние ова тело треба да го рестартираме и дека треба да го ставиме во функција. Во однос на ставот дека силна државна комисија за спречување на корупција не одговара никому, тоа е нотарен факт, јас не би додала ништо. А во однос на годината на моето вработување, е жално кога перцепцијата секогаш ќе биде на временски период, на едно или друго време. Јас само на гледачот ќе му одговорам, во времето кога беше моето прво вработување во администрација, бев уквалификувана дека прифаќам на тие што се од левата страна, а сега како човек кој што е во антикорупцијска дека припаѓам на тие што се од десната страна. Не, Розита Трајан е релативно млад човек кој што се образувал во оваа држава, кој што верува во тоа дека ние заслужуваме, јас, моето дете да имаме подобро иднина и својата кариера, но и се што знам и умеам, сакам да го дадам тука. Се додека имаме ваков негативен став кон секоја голема реформа, кон сето тоа нешто што не се случува или требало да се случува, ние никогаш нема да одиме напред. Јас на крајот на денот не сум политичар и не се бавам со политика. Тоа е нивна работа и вие кажавте дека они осуствуваат во оваа дебата. Она што јас сакам да го кажам е дека тие кои што земаат пари од граѓаните и се делот од администрација работат, ќе работат, а политичарите се тие кои што ги креираат законите. Ние сме тие кои што ги испроведуваме. Но отсуството на ова тело, значи не треба да биде дека е крај на светот. Значи не постои, ќе се донесе законот, треба да се рестартира. Меѓутоа, тоа не зависи од Розета Трајан или од другите мои колеги кои што се вработени во институцијата. Тоа исклучиво е во надлежност на собранието. Овие прашања, овој гнев треба да биде упатено кон нив, а не кон тие кои што доаѓаат секојдневно на работа. Никој не спомнува за тоа дека во оваа држава многу функционери не им се контролира имотот или зошто не било ажурирано. Па дали некој ви каже дека во антикорупцијска имате опрема која што стара од 2003-2004 година и кој што во секој момент може да рикне да имате никаков податок. Дали некој се грижи во оваа држава дека имаме ние опрема од 600.000 евра, а не е ставена во функција затоа што немаме адекватен простор. Не треба тука да се откажеме ако ги имаме проблемите се решаваат, не се крева раца. Се додека нема председател на антикорупцијска, ете, ќе бидете предмет на таргетирање секако. Бидејќи сме некаде при крајот со разговорот, можно ли е да се одложи поради било која причина и антикорупцијска да немаме и до председателските избори? Не сакам да верувам дека тоа би се случило на Република Македонија. Би било катастрофално лошо да немаме антикорупцијска за време на председателски избори, со тоа што еден факт сакам да го подвлечам, тоа е дека надлежноста на Државната комисија за спречување корупција во делот на избори, дали председателски, дали парламентарни или локални, произлегува од изборниот законник, но исто така и во ова постојниот закон, но и во новото законско решение кое што се предвидува, значи улогата на Државната комисија за спречување за корупција е да го контролира трошењето на државните пари во време на изборна кампања и во време на избори, но од друга страна треба и да се рачисти во јавноста дека улогата на Државната комисија за спречување корупција не е да дава мислења кои што немаат правна сила за време на избори, да им кажува на институциите што смеат или што не смеат да прават. Незината улога е контролор или да прави мониторинг, со тоа што верувам дека ќе се смогнат сили и дека сепак ќе биде формирана комисијата, со тоа што знаете има и една заблуда дека ако е време на избори се застанува во општеството, не напротив, значи имаме изборен режим во делот на ресурси, а во делот на вработување, не во делот на како ќе функционира Државна комисија за спречување на корупција. Да, такви се најавите, бар оние последните дека ќе се формира антикорупцијската пред председателските избори, но останува да видиме. Розета, ние ви благодариме за вашето гостување во отвореното студио 1 и еве се надевам расчистивме некои дилеми. Редно време да се одјавиме јас и мојот колега Владко Чаловски, секако со нас се гледате во петок почитувани. Ви благодариме за вниманието и останете со програмата на 1 ТВ, следува Возење со Вучиќ. Пријатно.